на тема джез слушнавме од двајца битолчани, а сега Ирена е на линк со двајца охриѓани за еден друг вид на уметност, за ликовната уметност. Ирена, добро утро уште еднаш до тебе, посебен поздрав до моите драги охриѓани, и она што го знам е дека станува збор за промоција на монографија, која што промоција денес треба да се одржи во 13 часот во просториите на МАНУ. Така е, Искра, да. Добро утро уште еднаш до тебе, добро утро почитувани. Екипата на утринската програма на Алфа телевизија се наоѓа во просториите на МАНУ, каде денеска во 13 часот ќе се случува промоција на монографијата на академскиот сликар господинот Јордан Манасиевски. Еве можете и позади нас да го видите плакатот. Ова утро, како што веќе најави наша Искра, имаме гости кои што ни доаѓаат од најобавиот за мене, нека не ми се наљутат гледачите, град во Македонија, нашиот Бисер Охридски, господинот Љупчо Жупан, кој што е промотор на делото на господинот, на академскиот сликар Јордан Манасиевски, и веднаш до мене академскиот сликар Јордан Манасиевски, кој што денеска ќе има својата промоција на неговата монографија, посветена на неговиото дело. Нема да ми замерите, господине Манасиевски, разговорот ќе го почнам со Љупчо Жупан, бидејќи тој е ваш промотор, да ни кажете што ќе се случува денеска во 13 часот овде во МАНУ. Па дојде и тој момент да се промовира ова дело, кое што фактички е епилог на досегашното творештво и изложување на неговите дела, како на македонската и на светската јавност. Се работи за промоција на монографско издание, кое што содржи критички осврти од повеќе историчари на уметност од светот, како и од домашни автори. Главен автор на, мислам, поголемиот текст на монографијата е на професор доктор Владимир Величковски, но има и други автори кои што би сакал да ги споменам. Тоа се автори кои што имале критички осврти за сликарството на Јордан Манасиевски, кои што преку нивните анализи допреле до дел од неговите слики. Се работи за, би сакал да го спомнам, и македонскиот автор Никола Николовски, кој што прв започна така да го открива неговото сликарство, но и авторите каде што сме излагале по светот, а биле негови аналитичари. Се работи за американската историчарка на уметност Рути Такер и многу важниот историчар на уметност доктор Салваторе Русо, кој што не застапуваше на италијанските уметнички салони. Би сакал да ги спомнам уште и историчарот на уметност од Софија, Бисера Валева, историчарот на уметност од Хрватска Санда Станчев Бајзек, историчарот од Србија Драган Јовановиќ Данилов, како и македонскиот историчар Зекман Ракиповски, но да не го заборавиме и текстот на новинарот Милчо Јовановски. Многу значено е да се каже дека пред неколку години, да речам, книга за неговото творештво напиша и писателот Трајан Мартиновски. Многу важно да се напомени и таа книга. Да кажеме за гледачите, во 13 часот е промоцијата, така? Промоцијата е закажана во 13 часот во МАНУ. Поздравна реч ќе има академик Љупчо Коцарев, а промотор на изданието ќе биде професор доктор Ивица Джепаровски. Имате уште неколку часа да се подготвите. Еве, можете гледачите да видат дека веќе се е подготвено. Малку сега со академскиот сликар господинот Јордан Манасиевски. Господине Манасиевски, вашите преубави дела ги красат овие зидови овде во МАНУ. Меѓутоа, не само во МАНУ, вашите дела ги красат зидовите на изложби широм светот. Њујорк, Лувр, Париз, Рим, Ватикан. Имате ли некоја изложба која што ви е вам можеби најдрага, изложба за паметење? Ако речам лично, по моите впечатоци, сите изложби за мене беа многу важни. Представува радост во моето срце, радост заедно со мојот промотор Љупчо Жупан, дека и ние постоиме, и ние твориме, и ние нешто помагаме во убавината, представување на убавината во светот. Меѓу подрагите нешта беше, да ја наречам, не беше тоа последниот наш промовирање во светот, книгата за современата уметност. Тоа беше всушност енциклопедија за модерна уметност, за големите мајстори на современна уметност во Италија, и толку ми беше драго што бев застапен со тие многу ценети сликари, мислам, едни од подобрите во светот,
и се сочувствувам дека сме ние сега колеги на еден начин, се изjednačуваме, веќе ние на еден начин може би пред време влеговме во Европа и како амбасадори на убавината. Вие сте академски сликар, дипломиран 1969 година во класата на големиот Вангел Коџоман. Еве една критика овде за вас, вели: уметник чии визии ги поставуваат фундаментите на новата современа уметност. Што значат, господине Манасиевски, за вас овие критики? Дали се тие мотив за ваше творење? Всушност тие се мотив за творење, но тие се и мотив да светот се праша сам себе си. Зошто од тие визии се поставуваат фундаментите баш од овој сликар? Значи, тука постојат сепак некои темелни вредности кои треба да им помогнат на идните генерации, темелни вредности на уметноста. Али уметноста е сериозна работа, не е на изглед само една минлива убавина. Имате убава енергија, позитивна енергија. Еве, јас ја чувствувам и гледам во вашите очи како сјајат кога говорите за уметноста. Пред малку ми кажавте дека вашата уметност се разликува во микро нешто во сликањето. Јас тоа не знам да го кажам баш стручно, ама вие ќе би сакала да ни објасните за гледачите. Има тука некои нешта кои се по се ваш печат, така. Како впечаток, а и по некоја нужност или случајно се најдени некои нешта дека во детали од тие слики постојат некои тајни за нас досега недофатливи, недопирливи тие тајни кои можат да ни помогнат за да ги сватиме што повеќе пораките, јас би рекол пораките од нашите обкружување и пораките од небото. Што сега гледам и науката ги истражува со Хабал, со повеќе овие, мислам, нивни, како да ги наречам, технички изуми. На која техника творите и која ви е инспирацијата? Која ви е музата? Секој уметник мора да има нешто што го води во уметноста и низ уметноста. Кој е вашиот мотив? Вашата инспирација? Мојата инспирација всушност, за среќа или за жал, не знам кој како ќе освати, е спонтана, затоа што јас во секој момент емоцијата се менува зависно од околностите. Тоа е некое си чувство интересно, глобално чувство, и тоа ми создава во мене провокација да создавам, али да го создавам тоа на еден, пак што го рекам, спонтан начин, затоа што јас го делам животот на обсмисленост, стихиност и спонтанност. Сега секој да се најде во овие три нешта, каде е неговата вредност? Само да кажеме сега за љубителите на уметноста, на сликарството, каде може да се најдат делата на господинот Јордан Манасиевски? Перманентно неговите дела се изложени во галерија Букефал, која што е ексклузивен застапник за неговото сликарство, како и што и бил на претходниве излагања, како тука и на светските уметнички центри. Истовремено, имаме уште еден независен втор дел од галеријата на првиот кат, каде што секогаш имаме една постојана изложба на неговите дела, како и од постарите, така и од поновите мотиви. Истовремено можам да кажам дека таму може да се набави и новата монографија која што излезе од печат неодамна, така да ќе си биде во слободна продажба за тоа што сака да си. Пред самиот крај на разговорот, господине Манасиевски, која е пораката која што ја праќате во светот преку вашите слики, преку вашите дела? Може би повеќе пати сум го повторувал тоа. Мојата единствена порака од детството уште е: не ја признавам борбата за опстанок. Тоа е нешто што се случува меѓу животните. Јас се признам само борбата за љубов. Тоа е мојата порака, единствена. И за секогаш, и дури сум жив, нормално. Убава завршница. Еве вака и ќе го завршиме разговорот. Ви благодарам што ова утро бевте наши гости, односно ние бевме овде во просториите на Ману, а преку нас гости бевме во домовите на нашите гледачи. Ви посакувам уште многу успешна и плодна работа.
А вам, господине промотор, господине жупан, ви посакувам денес да имате одлична промоција. Ке се вратиме назад во студио, доколку имаат од студио уште некое прашање, ако не, ви посакувам се најбаво и следен пат се гледаме во Охрид. Благодарам за вашето гостување.